Добар ден. Пред нас е нов предизвик преточен во новото продолжение од Фактор здравје. Ве поздравувам и ве поканувам докре да бидете со вашата здрава навика. Еве го представувањето на денешната емисија. Во рубриката Истражувањето докажаа, повторно ќе се навратиме на зголеменото ниво на телесна тежина или дебелината. Овој естетски или медицински проблем најдобро и најбрзо без јојо ефект можете да го решите доколку се јавите во Липодиет центарот во Скопје на 070 535 033. Димитрија Чуповски, број 22 во центарот на Скопје е адресата каде што исто така можете лично да го посетите овој центар, кој што од една страна ќе ви понуди бесплатно советување за овој протокол на исхрана, а од друга ќе ви помогне трајно да го решите проблемот со дебелината. Основатели протоколот се аминокиселините кои што ви овозможуваат за 10% да ја намалите дебелината во првите 14 дена од започнување на липосукцијската исхрана. 070 535 033 е телефонскиот број за дополнителни информации и повеќе детали поврзани со проблемот со дебелината. Вишокот на телесна тежина или дебелината е главниот ризик фактор, би рекол, или причина за појава на артроза на коленото, гонартроза или по новата класификација остеоартритис. Токму ова е и темата со која што денеска уште еднаш ве поздравувам во Фактор здравје, со особено и посебно внимание да обрнете токму на овој проблем од кој што во моментов во светот, според статистичките податоци, патат или се соочуваат 1 милијарда луѓе, или тоа представува околу 12% од светската популација. На оваа тема, артроза на колено, денеска во Фактор здравје, разговорот и аспектите ќе ви ги понудиме преку она што ви го понудивме и ќе ви го понудиме со Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт од Центарот за физиотерапија и масажа, физиотерапевт здравје од Гостивар. Добар ден, добро дојдовте Илија повторно во Фактор здравје. Како сте? И сигурно ќе се согласите дека ова е состојба со која што и вие во вашата ординација многу често се соочувате. Добар ден до вас, добар ден до гледачите на телевизија 24. Драго ми е што сум повторно во вашето студио да прецизираме точно за она заболување што кажавте, артроза на колено. Да. Колку е често е во вашата пракса, сигурно и колку временските прилики како што е денешниот и вчерашниот ден го детерминираат, односно го засилуваат значењето на ова заболување и болката како симптом. Честа е проблематиката со заболувањето и односно болките на колениот зглоб во нашата ординација, каде што пациентите го бараат, да кажеме, на некој начин спасот, нели, да ја отстранат болката. Артрозата добро знаеме дека се јавува, нели, како резултат на вишок тежина во нашиот организам, доаѓа, нели, до притисок на раскавицата и доаѓа до оштетување на самата раскавица во колениот зглоб. Да. Пациентите често кога ќе имаат такви заболувања, односно болки на колениот зглоб, прво што се јавуваат е во нашата ординација да го побараат спасот, па понатаму следат, нели, низата на испитувања. Да, основното е да се намали или елиминира болката доколку е тоа, нели, можно, но сепак тука ќе направиме пауза, доволно верувам дека ова е провокација и љубопитност да ја задоволиме на гледачите, за да останат до крај со Фактор здравје и секако доколку имате интерес, слободно да ни се јавите во продолжение. Артроза на колено е денешната тема во Фактор здравје, со која што уште еднаш ве поздравувам и од овој момент ве поканувам да бидете со нас преку ваши јавувања на 6091-925 и 6091-924. Со Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт, веќе го почнавме разговорот и кажавте, Илија, дека во вашата пракса и ординација ова е многу честа проблематика. Само неколку факти интересни може да предочиме за коленото, со оглед дека е најоптоварениот колен зглоб, односно зглоб во човековиот организам и сплет на многу структури, и меки и тврдоткивни. Така, бидејќи станува збор, значи, за најголемиот зглоб во човековото тело, тоа е коленото. Тука морам да кажам и да споменам дека од крцкање до болка, па нели до оштетување на раскавицата може да дојде кај артрозните промени. Најчесто пациентите сигнализираат крцкање, кое што тоа не мора да значи дека треба да биде почесто, меѓутоа на одредени фази знае да им крцне коленото, па понатака во понатамошниот тек, нели, да дојде до болка, па преку таа болка, нели, да сигнализираат појава за лекување, па да дојдат во нашата ординација да се пожалат и ние, нели, преку сите наши медицински испитувања да дојдеме, нели, до крајната цел дали станува, значи, за почетни артрозни промени или веќе артрозата на коленото е зафатено во поголема фаза. Меѓутоа, ако тоа оди преку
клинички испитувања во тамошниот тек, кој што ќе дојде нели до една јасна слика во кои почетни фази е артрозата на колениот зглоб. И пред да зборуваме за артрозата конкретно, само да нагласиме дека менискусот, понатаму лигаментите, синовијалната течност и ред рскавицата, нели чашката или чаурата, сите тие делови се составен сплет на сложената структура на колениот зглоб, кој што ќе се согласите може да биде повреден, односно може на него како причина да бидат и многу повреди, дали од травма или од други причини. Апсолутно. Телесната тежина е главен фактор нели во појавата на артрозните промени. Дегенеративниот процес нели на заболување на самото оштетување на раскавичниот дел, каде што нели во понатамошниот тек може да дојде нели до она појако оштетување на раскавицата, па крајна цел може и да дојде нели до замена на колениот зглоб од природен во вештачки зглоб. Меѓутоа тоа се нели клиничкото испитување преку процесот на лекување, преку медикаментозна терапија, преку вежбите што ќе бидат дадени, зависи нели индивидуално дали ќе се дојде до тој степен на оштетување. Да, и бидејќи зборуваме за дегенеративно хронично заболување, значи дека нема лек, за жал е доживотна оваа болест, и она што е карактеристично за дегенеративните болести е што за жал тие се неповрати, односно промените што ќе се случат се иреверзибилни, не може да се вратат на почетно ниво. Апсолутно. Ова станува збор значи за дегенеративните заболувања на колениот зглоб, значи мора да поменеме дека тука доаѓа до разјадување нели на самиот фемор, на самата тибија, значи на коската, оштетување на раскавичниот дел, значи сега тоа многу зависи нели во колку проценти ќе биде разјадена раскавицата, се со цел нели за да дојдеме, како што кажав, нели до менување на вештачко колено, односно вештачки колен зглоб. Меѓутоа се тоа се следи процедурално преку ортопед, физиотерапевт, физијатар и ако нели преку медикаментозна терапија, преку одредени фази на физикална терапија, тоа ќе нели до зацврстување и до обновување на самиот колен зглоб или пак нели што кажавме до менување на вештачко колено. Да, на почетокот споменав и она што како податок е достапно на глобалната мрежа е дека близу милиарда луѓе во светот имаат проблем токму со болката во коленото и следствено на тоа со остеоартритисот, како што се нарекува ова заболување по новата номенклатура. Она што е значено да и би сакал да ве прашам, која е целната група, кај кои лица најчесто се јавуваат и кои се причините за појава на оваа болест? Најчесто артрозните промени се јавуваат кај постарата генерација, како што кажав, нели телесната тежина, слабата физичка активност, предолгото седење нели на нозе може да доведе нели до дегенеративен процес на заболување на раскавичниот дел, до појава на болки во колениот зглоб, значи опфаќање на медикаменти, на менискусите, на лигаментите и сето тоа нели може да појави огромна болка. Сите тие симптоми, значи крцкање, појава на болка, значи слабо виткање на флексија, на екстензија во колениот зглоб може да доведат нели до резултат на појава на артрозни почетни промени. Многу е важно да знаат пациентите дека при мала појава на болка треба веднаш да се јават кај ортопед и физиотерапевт, се со цел нели многу полесно да дојдеме до клиничката слика каде би констатирале што понатака ќе се преземат како соодветни методи од физиотерапијата, од медикаментите за да се спречи нели појавата на поголемо оштетување. Меѓутоа, исто така морам да кажам дека артрозни промени можат да се јават и гонартрозни промени и кај помладата популација, кај оние луѓе кои што имаат, пак да кажам, слаба физичка активност, кои што се повеќе на нозе, нели луѓето кои што работат повеќе се обтоварени на нозе, може да дојде до почетни фази на промена на артрозни промени во колениот зглоб. Колку генетиката или наследниот фактор игра улога за појава на ова дегенеративно заболување? Па може и генетиката и наследниот фактор да има до 20 до 25% нели има наследно, свој удел, да. Меѓутоа повеќето од, да кажеме, 75% може да биде нели природниот фактор, дегенеративниот процес нели и така натаму. Да, потсетувам дека телефонските броеви се на вашите екрани, слободно јавите се, поставете прашање или споделете во крајна линија ваше лично искуство во контекст на денешната тема артроза на колено или по новата номенклатура остеоартритис. Или ја сакам уште да ве прашам, кога веќе ги споменавте симптомите, крцкањето, болката во коленото, временските прилики, односно неприлики и промени на атмосферскиот притисок, сите тие негативно влијаат и ја влошуваат состојбата кај овие лица. Но каква е патогенезата, како настанува болката како симптом, дали веднаш е евидентен или има тек на болеста додека не дојде до одредено оштетување за да се појави таа клиничка слика?
Апсолутно многу пациенти, многу луѓе се жалат нели на болки во колениот зглоб, особено кога има нели кога се менуваат временските услови надвор, меѓутоа болката може да се појави значи индивидуално. Таа болка не може да биде фиксна, значи акутна постојано, меѓутоа таа може да се појави индивидуално. Значи при самата појава може да почнува да имплусира, да се смирува или пак да продолжи понатака нели да биде појака болка која што ќе даде нели ограничување во движењето, значи или да не се овозможи нормална флексибилност, односно флексија и екстензија да се свитка коленото и да се испружи во пробитна состојба. Да, благодарам, имаме веќе некого на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Да, добро дојдовте. Кое е вашето прашање? Вака се во врска со мајка ми сакам да прашам. Две прашања. Добро. А незиното колено е отечено. Она, како да кажам, целото е отечено. И би го прашал докторот што е тоа и каде може да го најдеме да дојдеме да ја прегледа мајка ми. Добро, благодарам за вашиот интерес. Дали ова доволно? Оток на Апсолутно, коленото? значи нашиот центар за физиотерапија и масажа, физиотерапевт здравје се наоѓа во Гостивар. Многу лесно може да не најдат на Google, на нашата страница, на нашите социјални мрежи, физиотерапевт здравје или Илија Жижов, на нашата Ги навед, Facebook односно, страница, ме да. најдат. Ако отечувањето во колениот зглоб може да биде значи нели преку акутна болка, која што пациентката претпоставувам ја има, или телесната тежина е главен фактор нели да го ограничи нормалното функционирање, односно движење. Се ако добредојдени се пациентите да ги прегледаме, да констатираме што понатака нели да дадеме соодветно мислење дали тоа ќе биде преку физикална терапија или ќе се следат низа на клинички испитувања кои што ќе дојдат нели до крајен резултат што понатака пациентката ќе биде преземена. Да, ви благодарам за одговорот. Уште едно јавување веднаш ќе вклучиме во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господја. Кое е вашето прашање? Благодарам. Молам. Кај мене веќе е утврдена артроза на коленото. Добро. Пијам некои суплементи, ми ствава докторите инекции со холеранската киселина. Би сакала да прашам, пошто има многу работи што некој доктор кажува дека треба да се пие калоген, симплементи некој. Што би ни препорачал докторот да пиеме, да малку тоа да не продолжи да се зголемува? Кои симплементи би биле добри што би можеле да ги ние примиме и да не знам, затоа што има многу на пазарот. Кој би препорачал докторот од тоа се? Ви благодарам за вашиот интерес и вашето прашање. Основно е сигурно медицинскиот аспект, односно физикалната терапија и евентуално медикаментозната. Така. Но што може да сугерирате дополнително? Така постојат многу медикаменти кои што ете за среќа можат да помогнат нели оштетувањето да не биде во поголем степен, меѓутоа главен клучен сегмент тука настапува нели физикална терапија. Преку помош на физикална терапија се доаѓа до одреден степен нели на лекување. Со физикална терапија се помага да можат пациентите нормалните функционални движења во секојдневието да ги извршуваат, да се намали процесот на болката, нели да се спречи појавата нели во понатамошниот тек од развивање на болеста. Што еве дополнително не мора суплемент туку како тип на исхрана, дали се препорачува некоја медитеранска нешто полесно како исхрана или дополнително нешто друго може да сугерирате? Апсолутно за намалување на тежината, нели се ако мора да внимаваат пациентите кои што имаат вакво заболување, што да поменавме во денешната емисија, артроза на коленото, нели тоа не бара голема телесна тежина, треба да се намали телесната тежина, нели и да се одржува балансот нели на нормална телесна тежина, се со цел да нема притисок во самиот раскавичен дел од страна на тибијата и феморот. Да, благодарам. Уште две јавувања имаме во овој следен блок во Фактор здравје. Добар ден, посакувам до првото. Ве поканувам повторно да се јавите, дали следното го имаме на линија. Добар ден. Ало, зборувајте, добар ден уште еднаш. Да, господјо. Вие сте во програма? Да, и на линија и во програма сте. Слободно поставете прашање. Јас имам у коленото, у десното колено имам проблем. Добро. Бех на ортопед, рече ми дека нема подмачкување, ми ставија инекција, дадох 7000 динара за инекцијата, а ништо немам подобрување. Добро. И сега имам некој пат болки, некој пат немам болки.
Добро, дали ова доволно за совет или ви треба уште Сосема некоја доволно. информација? Благодарам за вашиот интерес, господјо. Сосема доволно, јас предлагам пациентката која што ни се јави сега и која што ни кажа конкретно за проблемот, да се направат низина дополнителни клинички испитувања, како што е магнетна резонанса. Преку магнетната резонанса ќе се види дали станува збор или за оштетување на раскавичниот дел или се некои почетни артрозни промени на самиот колен зглоб и преку самата клиничка слика ќе дојдеме до резултат со кои соодветни методи од физикална терапија, па доколку има потреба нели и колагенска течност, ќе се препорача пациентката да пие доколку се почетни, пак ќе кажам, артрозните промени да се спречи појавата на болеста во понатамошниот тек. Се ако физикална терапија многу помага во однос на ваквото заболување, се ако колагенската течност исто така придонесува да има подмачкување во самиот раскавичен дел и во колениот зглоб и така ако со поголеми резултати. Да, и во овој прв дел од емисијата, но сепак ќе го формулирам моето прашање по блокот реклами. Овде повторно ќе дадеме аспекти и пред се предност на вашите јавувања. Добар ден. Ало, Добар зборувајте ден. и вие. Добар ден, господјо, одлично ве слушаме. Поставете го вашето прашање. Ние сакам да прашаме за мажот ми. Добро, Он има не коленото од кичмата мака. добро. Болки. Дали може од кичмата, а нозиве од под колено надоле му се кочудат, не може да оди. Тоа мускулите. Дали може од кичмата да биде тоа? Благодарам и за вашиот интерес. Дали има Така, поврзаност? денешната тема не е артроза на колениот зглоб, кога станува збор нели за болки во кичмата, исто така нели ако тука треба да се направи низа на испитување, што е рентген, магнетна резонанса, да се види степенот, можеби е некој дискус потфатен, можеби некој прстен, можеби тоа е акутна болка во ломбалниот дел на кичмата, која што може да резултира со ишијалгична болка, па да се спушта нели во колената, да се ограничи процесот на движење и така Значи натаму. може да има директна поврзаност со Апсолутно, меѓутоа низата на арбетот. испитувања доаѓа преку клиничките слики на рентген и магнетна резонанса. Да, за потврдување или нели отфрлање на таа дијагноза. Апсолутно. Ви благодарам, Илија, за овој прв дел од разговорот. Следува пауза за вториот блок реклами и пауза по која што ве поканувам да останете до крај со Фактор здравје и секако да ни се придружите во вториот дел од темата артроза на колено. Добро дојдовте со вториот дел од Фактор здравје и продолжението денеска од темата насловена артроза на колено. 60919224 и 60919225 и натаму се двете телефонски линии отворени за ваши јавувања и ваши прашања до Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт. Повторно имаме јавување на линија. Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање, господјо? Моето прашање за линија сум јас. Да, вие сте на линија и во програма. Јас сакам нешто доктор да го прашам. Јас сум правена операција со коленото, Добро. вештачко, ама многу болки имам и одам одигна доктора и ми викат од кичмата, па многу болки имам. Добро. Дали ова доволно за совет и препорака? Благодарам за вашето јавување и вашиот интерес. Видете, многу голема улога има тука, значи организмот го прифатил тоа вештачко колено, нели и господјата се движи. Во сето тоа е и каква е нели телесната состојба на тежината. Сето тоа треба сепак да се направи добра консултација со физиотерапевт, со ортопед, со физијатар, да се дојде до заклучок до конечно откривање нели на самиот проблем со оптеретувањето во движењето и со болката, да се препорачат некои медикаменти кои што ќе бидат нели од добар континуитет на интерес на пациентката или пак фази на физикална терапија кои ќе помогнат да се ослободи болката и да може ограничувањето на колениот зглоб да се стави во функција и да може да се извршуваат оние секојдневни обврски во тековниот живот. И пред да го вклучиме следното јавување, Илија, кажавте на почетокот дека проблемите со промената на колениот зглоб започнуваат уште многу порано со тие воспалителни процеси пред самиот процес на артроза. Каде е всушност центарот, од каде почнува целата болест, целата болка? Така, значи артрозните промени на колениот зглоб можат да појават значи заболување, односно болка во самите лигаменти, во самите менискуси, како центарот на болката во појава на колениот зглоб може да биде пателарниот дел, па да се појави помеѓу раскавицата. Најчесто кога го виткаат коленото пациентите, односно и луѓето, имаат значи одреден степен на болка. И таа болка нели им сигнализира да појават нели интерес да се јават на физиотерапевт, па преку тие сите клинички нели низи на испитувања ќе се дојде до заклучок дали има само акутна состојба на болка како резултат на некоја спортска повреда, како резултат на предолго седење нели на нозе или пак се почетни некои гонартрозни и артрозни промени на самиот колен зглоб. Дегенеративни, да. Благодарам, да го вклучиме уште следното јавување. Добар ден.
Ало, зборувате слободно, во програма сте? Ало? Да, господине, ве слушаме. Да прашаме докторот, 2018 октомар месец скин мускулот и тетивата, не ме опарисвеа во Охрид, бидејќи имам 2 стеној, одев 2 години со штаки, сега одам нормално, ама некој пат чини само по себе кречли ми коленово. Што да правам? Болки немам. Добро. Болки немам. Дали ова доволно, Илија? Сосема За- доволно. Само некој пат од чиста мира по асфалт ќе ми клесне коленово. Добро, ви благодарам господине за вашиот интерес. Имаме уште едно јавување во овој блок на ваше јавувања. Добар ден. Зборувајте и вие. Добар ден. Дали ме слушате? Ве слушаме. Да. Коленото многу ме боли и ветнаш Слушнавме дека ве боли коленото. секакви јапчина пијам, ништо не ми помага и бев на рентген и ми го најдо коленото погреше, понадено, било и изеено. Изедено, односно штетено. За инекција. Добро. Дали таа инекцијата дали ќе биде нешто опорно или не? Благодарам и за вашиот интерес. Сакате прво на господинот? Така, или господијата? прво да му одговорам на господинот, значи кажа дека има слабост во колениот зглоб. Нема болка. При одење значи нема стабилност во колениот зглоб. Тука може да станува збор или за попуштени лигаменти или за попуштени менискуси. Ако би му препорачал на господинот да се јави кај физиотерапевт, се со цел преку некоја соодветна програма, кратка фаза на физикална терапија 10 до 12 дена, преку масажи, преку одредени манипулативни техники на движење на кинезитерапија, да се зајакнат менискусите и лигаментите и се со цел на се врати на стабилност кај пациентот да може да ги извршува секојдневните обврски. Што се однесува до втората гледачка која што се јави, секако преку консултација со ортопед, со рентгенолог, со физиотерапевт, може да се одреди физикална терапија која што ќе помогне пациентката да ги извршува секојдневните обврски во тековниот живот. Меѓутоа, секако и медикаментите и колагенската течност која што ќе ја препорача ортопедот заедно тимски со рентгенологот и физиотерапевтот, може да помогне и да придонесе да може пациентката слободно да се движи и да ги извршува сите оние обврски. Меѓутоа, сепак ќе кажам, во зависност од оштетувањето, во зависност од болката, тоа е индивидуално. Кај никој пациент и кај никој клиент, кај никој човек, ние не можеме да дадеме гаранција дека при примањето на таа колагенска течност и преку тие медикаменти и преку физикална терапија ќе направиме 100% успешност. Многу пациенти сакаат некои дегенеративни процеси да ги направат да бидат овозможени нормални, меѓутоа ние не можеме да одиме против природната појава. Сето тоа е индивидуално. Ние сме тука секако да помогнеме, меѓутоа ние не можеме да направиме целосно 100% лекување бидејќи немаме магично стапче. Ние можеме да придонесеме одреден степен на лекување, кој што ќе помогнеме, а многу пациенти сакаат некој дегенеративен процес кој што е започнат или кој што има некоја спортска поголема повреда да ја решат за 2 или за 3 дена. Многу пациенти веќе напоменам кога ќе дојдат, започнуваат процес на физикална терапија, ако се дадени 21 ден физикална, они сакаат со 4 до 5 третмани да овозможат нормална функционалност. Не можат дегенеративните заболувања да се решат со 5 пати, со 10 и со 20. Мора строго да се придржуваат кон препораките на ортопедот, на физиотерапевтот. Значи има протокол кој што треба да ги се следи. следат протоколите се со цел целосно имплементирање и завршување на физикалниот процес. Значи може да биде 21 ден. Ако тие 21 ден на физикална терапија и медикаменти кои што се дадени од ортопедот и физиотерапевтот не донесат некое подобрување, физиотерапевтот и ортопедот имаат за цел да го продолжат процесот на лекување преку повторно препишување на одредени таблети, повторно да се индицира физикална терапија, се со цел можеби 42-иот пат ќе се заокружи целосното лекување. Значи физиотерапевтот и ортопедот мора да бидат во добра соработка се со цел да му помогнат на пациентот, а пациентот секако е тој тука кој што мора да има трпение се со цел да се стигне до крајниот резултат. Бидејќи дегенеративен процес и процес на заболување не може да се реши преку ноќ, ниту за 2 дена, ниту за 5 дена. И најчесто кога ова морам да го кажам, да го слушнат гледачите, најчесто кога ќе отидат на ортопед или на физиотерапевт, ако не видат некое подобрување за 2 до 3 дена или 5 значи, дена, инстантно, што би се крив е рекло. ортопедот и крив е физиотерапевтот, непочитувани мои. Не може да биде ортопедот и физиотерапевтот крив, што вие имате процес подолг временски период, а сакате да го излекувате за 3 до 4 пати. Затоа сме ние тука, затоа сме се образувале медицински, се со цел да им помогнеме на пациентите, ама ние
ако ние не соработуваме пациент, доктор и физиотерапевт, ние не можеме да направиме успешно лекување. Затоа пациентот мора да го следи докторот и физиотерапевтот, за да имаме крајно целосно имплементирање и завршување на циклусот на физикална терапија, кој што ќе донесе позитивни резултати. А негативните резултати можат да дојдат доколку пациентот на половина од терапијата или на четвртиот, петтиот третман се откажи. И многу пациенти знаат препишаните лекови од ортопедот, кои му се дадени, да не ги користат, бидејќи као, ајде, многу разбира он. Не. Или подобро му е, да, може би ортопедот малку. И физиотерапевтот и како разбират, бидејќи за тоа се компетентни да го дадат процесот на лекување. Да, и уште еднаш да нагласиме почетното ниво или јавувањето во почетна фаза може да даде побрз резултат од една страна и секако да се запре процесот на дегенерација, кој што повторно ќе нагласиме е траен и за жал не може и со третманите да се врати на почетно ниво, туку само да се забави текот на болеста, која што како прогресија нели е доживотна за жал. Доколку е почетни се артрозните промени на колениот зглоб, физикална терапија и медикаментозна терапија можат да го забават процесот нели во понатамошно оштетување на раскавичниот дел. Меѓутоа може и да се запри, да не оди тоа во поголеми фази на оштетување. Меѓутоа ако еднаш се дијагностифицира, тоа за жал ако е дегенеративно, во понатамошните години, во понатамошниот тек, нели, во зависност од тоа како се одржуваме, дали ќе ја намалиме телесната тежина, дали ќе бидеме во консултација со докторот, со ортопедот, се тоа може нели да има многу големо влијание кај нас. Доколку не соработуваме, се тоа може да оди во понегативни случувања кај пациентите. Да, благодарам. Уште две јавувања имаме на линија. Добар ден до првото. Ало, зборувате, добар ден. Доколку не ме слушате, дали второто јавување и следното го имаме на линија. Добар ден и до вас. Добар ден, добар ден. Да, ве слушаме и вас одлично, господјо. Голем поздрав до вас и до докторот, поздрав и голем успех во работата. Благодарам. Сакам да прашам, јас пред неколку години коленото многу ме болеше и одев по лекари, не смеам да правам терапија ради срцето, сум оперисана, имам жица. Добро. И докторката ми препоручи колаген ампули да пијам. 30 дена, секој ден, после еден месец, преко еден ден. И мене чудо ми се случи коленото, ми се смири и не ме болеше. Добро. Али ова есен, еден ден станува, не можев да станам од кревет, кога да имав тегови за нозете вржани. Нозете никако не можев да ги мрдам и рацете. Добро. И почна ќерка ми да ме масира секој ден, да пијам ова што ќе слушнеме лекови, колаген, кога можам да купам. А една докторка од Жан Митрев ми препоручи кондренки се тие црвени со куркума внатре. На приватно се купуваат, ги има внатре шај. Добро, кое е вашето прашање сега? Предпоставувам што дополнително или што? Сега, дали да пијам да рајнесам пак колаген или нешто друго подобро или не знам што да правам. Благодарам за вашиот интерес и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден и до вас. Ало, добар ден. Да, кое е вашето прашање, господјо? Видите што, ќе ве прашам нешто, голем поздрав до вас и до докторот, голем поздрав. Благодарам. Видите што, мене коските ми се катастрофални, значи. Не можам да кажам дека нема коска која не ме боли. Едната нога ја е оперира, тоа беше 2007 година, кога циментирана нога носев. Меѓутоа, Жолев ме оперира овде 10 години. После тоа 10 години, што ми стана нета, ми се влоши ногата, немаше лекари на клинички центар. И така да 2 години овде се тажев, јавам седам во понапом, пензионерски дом. Меѓутоа, така со тек на времето, болките се влошуваат. Значи не можеш нити да седам, нити да одам, нити да шетам, нити да лежам, нити ништо. И ден денеска лежам, ногата ми е оперирана и мене докторот ми рече, што ми рече ортопедот, ми рече, ние направивме од ништо нешто. Ние направивме, значи во ногата ништо немало, ама од ништо нешто направен. Но сепак не може да се движите, да. Како што рековте. Од ништо, значи празна нога. Да. Кога ја отидов на физикална терапија, во ногата има некоја пластика. Дали ова доволно за сега? Да, го свати прашањето. Да. Докторот ми рече да пијам овие калти маре масамал да измувам. Дали докторот ми препорачува да пијам калти маре,
Масама одајкувам. Добро, благодарам и за вашиот интерес и ви посакувам секое добро, да оставиме простори за следните јавувања. Сакате на првата или втората господја? Така, и кај првата гледачка би кажал, нели, бидејќи кажа не можеше да стане, рече дека има болки. Да, тоа е карактеристично, нели, при дегенеративните процеси. Така, ете, медикаментозна терапија, физикална терапија која што не смее да ја прави, за жал, бидејќи, нели, што слушнав, има стент на срце и физикална терапија не се препорачува, меѓутоа медикаментите кои што се дадени од ортопед, доколку тие медикаменти кои што се дадени не помогнале, повторно апелирам да соработува со ортопедот, се со цел, нели, да најдат други медикаменти кои што ќе помогнат, нели, во тој процес да се ублажи болката. Не може тоа да се излечи 100% со гаранција, меѓутоа да се ублажи болката и да се оспособи она некое, да кажам, основно движење на функционалност во секојдневието. Кај оваа гледачка, како што кажа, нели, премногу медикаменти се припишани, не гледа некое подобрување, за жал, ете, во медицината постојат факти кои што, нели, не може да дадат секогаш позитивни резултати, ниту физикална терапија клучен сегмент, ниту пак медикаментозна терапија. Ние физиотерапевтите и ортопедите сме тука да помогнеме, нели, меѓутоа до границите, нели, на нормалата, докаде што можеме да помогнеме, секогаш понатака кога треба да се преземе некој следен чекор, постои, нели, оперативен зафат, ама ете и оперативниот зафат не дал резултати кај ова заболување. Значи, мој предлог понатака повторна консултација со ортопед, со физиотерапевт, преку одредени некои манипулации, значи мануелни движења на масажа, ете да се ублажат болките, да се оспособи некое нормално функционално движење, кое што ќе резултира, нели, со некое подобрување во степен, да кажам. И како за окружување на овој разговор, уште, Илија, сакам да ве прашам, бидејќи физикалната терапија многу пати ја кажавте како дел од протоколот на третман и следење на овие пациенти, кои се индикациите, односно временски, како таа се прилагодува? Знам дека индивидуален пристапот, но од вашето искуство, кога се очекуваат резултати, при колку долгорочно следење и со каков тип на физиотерапија, дали мануелно или со некоја апаратура тука? Так, физикална терапија настапувате и имате како помагало. Така, физикална терапија кај сите болести е неизбежна и главен клучен сегмент во процесот на лекување. И драго ми е што е тоа така, што не е, нели, само оној процес на медикаменти, што ние физиотерапевтите сме клучни да помогнеме кај секој пациент поединечно. Ако протоколот на физикална терапија се изведува на манипулативен начин, тоа е, значи, кинезитерапија, тоа се манипулативни техники на движење, кои што овозможуваат ослободување, односно раздвижување на колениот зглоб или одредени низа на болести. Мануелната терапија, односно масажата, овозможува, нели, зацврстување, зајакнување на лигаментарни делови, на менискусите, на колениот зглоб, за да има подобра стабилност, нели, во текот на движењето. Електротерапијата од апаратурата, што се диодинамикот, интерферентните струи, магнетот, значи инфрацрвената ламба исто така помагаат како дополнителна низа на соодветна методологија која што, нели, се вклучува во лекувањето, нели, на процесот на артрозните промени и тие исто така резултираат и даваат добри резултати во лекувањето. Најчесто лекувањето кај секој започнат проблем трае 12 дена, одреден од физиотерапевт. Потоа околу 12 дена не дадат позитивни резултати, може да бидат уклучени 21 ден, па до околу 21 ден, нели, не дадат резултати, може процесот на лекување да се продолжи и уште 10 до 12 дена. Сега многу е важно да знаат пациентите дека лекувањето најчесто, односно подобрувањето, може да го осетат некај 12 до 15 терапија. Бидејќи, што кажав, нели, во средината на емисијата, ние не можеме ништо да излекуваме за 2 дена и за 5 дена. Дегенеративен процес не се лекува за 2 дена и за 5 дена, него во подолга фаза на физикална терапија. Исто така, од важно значење ми е, како физиотерапевт, во долги години во соработка и работа со пациентите на вакви, нели, дегенеративни процеси на заболувања, да кажам дека физикална терапија може да биде поделена и во повеќе сегменти. Може да имаме една фаза од 21 ден, па по 3 месеци да имаме уште еднаш 21 ден, па по 3 месеци пак 21 ден. Значи да се паузира на некој начин физиотерапија. Кратка пауза, па повторно физиотерапија. Кратка пауза, повторно физиотерапија, меѓутоа тоа кај по големите и по тешките заболувања. Да, уште многу аспекти остана, уште еднаш да нагласиме дека регулирањето на телесната тежина е клучно во процесот на рехабилитација и секако како превенција. Овде ќе ви се заблагодарам, ќе ви посакам среќен пат до гостивар и секако оние кои што ве бараат може да ве најдат како дипломиран физиотерапевт Илија Жежов, физиотерапевт здравје од Гостивар, со напомена дека ве чекаме повторно во Фактор здравје. Ви благодарам за поканата и за крај, нели, да кажам до гледачите, физичката активност да биде секогаш на високо ниво. Ова секогаш го прецизирам во секој од гостувањето на емисиите, да внимаваат пациентите при секоја појава на болка, да се консултираат со физиотерапевт, со ортопед, бидејќи раното откривање на болестите може да се спречи да дојде, нели, до
поголемо оштетување до поголем степен нели на посериозни трајни последици. Да, благодарам уште еднаш, пријатен ден и благодарам за соработката и вашето внимание. Се гледаме утре во 9 часот и 15 минути.